Добар ден, гледате Аргумент, добар ден и за мојот гостин, Лимко Безаровски. Прв човек на Комисијата за заштита и спречување на дискриминацијата, или антидискриминацијска комисија. Имате извештај, веќе во вестите најавив, пред една недела, покажува загрижувачки тенденции, загрижувачка дискриминација. Во Македонија има некакви бројки, што ништо вака како бројки не значат. 485 предмети, 407 нови, поднесени од граѓани и организации 405, само 2 постапки по службена должност од вас се. И сега, моето прашање се разбира што доминира. Од она што може да се види дека најголема дискриминација е по етничка основа и националност. Што значи тоа? Кои националности се на удар за дискриминација? Благодарам за поканата и за можноста што ми укажана да ја представам комисијата во претходниот период, односно за минатата 2024 година. Ние на 16 април 2025 година го презентиравме извештајот за 2024 година и тука се изнесени сите параметри за нашето работење во текот на таа 2024 година. Што е најважно што можам да издвојам за таа година? Добро. Е тоа што во 2024 година имаме ние избор на членови на комисија. За тоа ќе говориме, има интересни прашања. Прилично, Второ имаме изборен период. Прилично контроверзни избори имате. Каде што имаше државата избори парламентарни. И за тоа и извештајот говори. Парламентарни и претседателски избори, што ни го одвлече фокусот во еден друг правец на нашето работење. Да. И на крај комисијата во текот на 2024 година се сретна со промена на власта на централно ниво. Значи, 2024 година е по неколку работи различна од претходните 2023-2024. Но тоа не ве спречи да констатирате дискриминација. Тоа не спречува во нашата работа, но се работи за нови појави, нови предизвици во нашата работа, нов начин на организирање, како да ги совладаме тие нови појави. На што мислите, точно? Ќе кажам, затоа што секоја појава и во Македонија и во Балканот носи нови промени. Тие промени се суштествени, секоја си има своја специфика и свој приоритет. Да, добро. Како да се совладаат тие нови појави во нашето општество? Добро, кажете на кои појави мислите? Самите избори. Добро. И самата промена на власт. Носи нови обврски за комисијата. И нови притисоци? Нови обврски, ќе кажам, толку ми е до... Што значи тоа? Што значи тоа? Значи, кога имаме ние изборен период, добро, односно промена на власта, очекувани се и одредени потреси за кои за нас се очекувани, меѓутоа мораме да се прилагодиме соодветно, да ги намалиме сите потреси кои би предизвикале несакани ефекти во општеството. На што мислите, кои потреси? Може ли попрецизно, сепак јавноста, граѓаните треба да ве разберат? Во шифри да не правиме интервју. Самиот чин на промена на власта носи одредени промени во општеството. Значи, носи одредени промени во раководната структура, носи нови ликови за кои има разбирање појавата дискриминација, има ликови кои немаат разбирање за појавата дискриминација. Значи, сето тоа треба да се совлада со цел општеството да не трпи големи последици по појавата дискриминација. Има ликови кои немаат разбирање за дискриминација. На кои точно мислите? За нас
за комисијата, бидејќи сме експертско тело кое ги предвидуваме и ги знаеме предизвиците што доаѓаат во секој период, за нас не е нешто ново и неочекувано да се разликуваме од власта по прашања за дискриминацијските појави. И тоа е добро. Меѓутоа, многу важно е како ги решаваме и ги надминуваме тие недоразбирања. Да. Затоа што дискриминацијата како појава е сериозна област, сериозна појава, која носи жртви. Која носи жртви од една страна, од друга страна на општеството му прави огромни штети со тоа што... А општеството се граѓаните. Граѓаните со тоа што тај го прави неатрактивно за живење, репулсивно за граѓаните. Граѓаните кога не се чувствуваат еднакви, сигурни, правната сигурност, правната заштита е нарушена во тие периоди. Безбедносната заштита исто така. Значи, ние влегуваме во нешто ново. Тоа ново, ние како комисија треба да бидеме гарант дека тоа ново ќе биде на некој начин контролирано. Граѓаните морат тој период, почетен период на промена на власта, мора да го доживеат смирено и со максимална заштита, слобода, еднаквост и недискриминација. Да. Добро, не ми кажавте. Има ликови кои немаат разбирање за дискриминација, говорите за власта. Да. Ве замолив да кажете на кого мислите и што правите по тоа прашање. Точно. Јас како председател едно нормално дека го имам најголемиот товар во комисијата во овој момент. Најголемата одговорност ја имате. И одговорност, нормално. Не само привилегиите. Привилегија не знам колку функционерски. Меѓутоа, одговорноста кај мене е за нешто поголема за разлика од моите колеги. Самата позиција тоа го носи и ја морам одредени нови предизвици што се јавуваат во таква промена на власт, морам да ги предвидам и морам по секоја цена да ги успорам да не дојде до поголема дискриминаторско однесување, односно поголема разочараност на населението. Едно што ние го направивме со таа промена на власта е упативне до сите органи, државни органи, покани за соработка, за средба, да укажеме на највлијателните органи во државата кои се црвените линии. Нулта толеранција за дискриминација. Кои се црвените линии, каде што државата може да оди, до кои чекори може да оди, но државата и каде треба да закочи. Тоа го сторивме веднаш. Прво, се сретнавме со председател на државата. Председателката, мислите? Извинувам, со председателката на државата. Добро. Наидовне на човек со огромно разбирање, човек кој има широка визија и за Македонија, и за Европа, и за светот. Добро, но не ми откажавте... Ке кажеме и тоа. Да. И да одиме со функционери и кои се тие ликови од кои стравувате? Тоа ми беше цел да го кажам. Да бидеме по-прецизни. Со председателот на државата и нас ни се придружија, ни укажаа соработка оние органи во власта кои имаат некаков допир со меѓународниот фактор, односно кои Македонија ја гледаат по-демократска, еднаква, развојна, просперитетна, слободна Македонија, со владење на право, со еднаква примена на законите кон сите граѓани од страна на државните институции и со еднаква правна заштита. Со еден збор, овие органи први се одзва за соработка со комисијата. Кој не се одзва? Тврдите органи во Македонија, тврдите органи имаат подруго разбирање за... Тврдите органи кои се? Министерството за внатрешни? Тврдите органи не да имаат лоша поставеност кон ова прашање, меѓутоа таму е потребно посилно
и поинтензивна соработка со тие органи и укажување. На кои органи мислите? Се работи за огромна органи со огромен човечки потенцијал, каде што и законите дозволуваат однесувања тврди во поглед на нивните постапувања. Тоа се Министерството за внатрешни работи, Агенцијата за национална безбедност, армијата, затворите, управата, санкции и така натаму. Што не смее да им дозволи пречекорување на овластувањата? Во тамо ние се разликуваме со нив во мал дел, во поголем дел се разбираме. Ние имаме одличен прием кај Министерот за внатрешни работи. Во кој дел не се разбирате? Ќе го објасниме. Одличен прием имаме во директорот за национална безбедност. Малку попрецизно заради тоа што немаме и многу време. Сега не се разбираме во има многу прашања. Тоа е стар проблем за кој ние со години инсистираме со овие тврди органи, е тоа што дискреционото право е широк поим, каде што ние и комисијата и државната политика начело со власта треба да кажеме докаде може да оди тоа дискреционо право да се користи, затоа што за секоја промена вертикална или хоризонтална на раководниот или друг кадар во Министерството, во Агенцијата за национална безбедност, во Агенцијата за разузнавање и така натаму, во армијата, треба да има разумност, да има оправданост, да има легитимност. И законитост. Може да има законитост, а да има дискриминаторско однесување. Значи, некоја појава може да е законска, но дискриминаторска. Тука комисијата е должна да укаже дека ваквите постапки важни се законски, но предизвикуваат дискриминаторски ефекти. На кои мислите? Пример, министерот согласно неговите закони има право да го преместува работникот колку сака. Меѓутоа, тоа е негово право. Меѓутоа, ние сме тука да кажеме дека за преместувањата мора да има образложение, разумно образложение, оправдано и легитимно образложение. Не може само да се користат ресурсите од законот, а да нема оправдано за сето тоа. Да се злоупотребува практично. Тоа веќе доаѓа до злоупотребување. Ние за ова имаме одличен напредок со Министерството за внатрешни работи, таквите појави се драстично намалени, меѓутоа се надеваме дека уште поголем резултати имаме во иднина. Ајде да одиме заради тоа ве прашав најчесто основа за дискриминација се национална, односно етничка припадност. На кои националности се мисли? Тука сме веќе многу блиску до проблемот. Добро. Во овие сите органи што ги спомнав јас, тамо граѓаните не поднесуваат представки во тие органи поради политичка припадност, затоа што законите не дозволуваат никакво членство во политички организации. И тука граѓаните се оневозможени да поднесат представка по политичка основа. Меѓутоа, тие се избираат друг основ. Кружат околу тоа, меѓутоа не го кажуваат. Етничката припадност или лично својство се изговор или замена за политичката дискриминација. Кога би можеле овие граѓани слободно да кажат дека ние сме дискриминирани поради политички основ, тогаш политичката дискриминација би избила на прво место, на највисоко. Па и беше во изминатите извештаи. Да, во нашиот систем. Добро, за кој, добро, ајде. Меѓутоа, во овие тврди органи, тука граѓаните се неможни да пријават дискриминација поради политичка основа. И затоа го избираат другиве, етничко или лично својство. Етничката основот етничка припадност е сериозен и го има. Меѓутоа, еден дел од овие е нереален. Тоа е моје тврдење, согласно истражувањата кои што се ги правил на терен. А
Личното својство е замена за она што сметаат тие дека е вистинското, бидејќи друг основ не може да прикажат. Ако покажуваат добри перформанси и резултати во работењето. Сега, во работни односи. Значи, ние имаме најголем дел етничка припадност во работни односи. И во државните органи. Тоа и мнозинството е државните. Кога ќе ги споиме сега, етничка основа, државни органи, работи и работни односи, целиот тој пакет, тој триаголник, не влечи во јавната администрација најмногу. Да, се разбира. И параметрите покажуваат дека тоа најмногу се случува после изборен период. Што значи дека ние изборниот период за нас беше очекувано дека ќе има ломови, токму вакви. Огромни промени во хоризонтално и вертикално ниво на плејада на вработени во јавната администрација. Добро, ете, политичките вработувања се проблем, но ме интересира, има две постапки за кои сте поднале по службена должност некакви потези. Зошто се само две? Зарем не гледате дискриминација во повеќе случаи? И за кои два случаи станува збор? Ресурсите со кои располагат комисијата се 35% обезбедени од она што треба да го има. Значи, нашата служба е прегорена од работа. Членовите на комисија се постојано под силна инвазија на огромни број предмети? Според број на огромни работни задачи. Тие се во секојдневна комуникација и со домашниот и со меѓународниот фактор. Меѓутоа, за нас, недостатокот на човечки ресурси. Што значи тоа? Колку луѓе имате? Ние сега буквално сме во огромен недостаток на човечки. Добро, колку има вработени? Колку ви требаат? Со сите служби ние имаме 16. Тоа е 35%. Да, тоа е премалку. 35% од она што ние согласно нашите натрешни акти ни е предвидено. Добро. Тоа е многу мало. Второ, немаме ни финансиски потенцијал, немаме возила, одиме на терен широм државата со јавен превоз. Па тоа е идејата, да бидете спречени да работите. Тоа е отежнително, независните тела, институции, толку со тој проблем се соочуваат. За да и на крајот ние треба согласно нашите закони и поставеноста наша, ние сме должни да ја покриваме целата територија на државата. Поставени сме на централно ниво само во Скопје, немаме ресурси да покриваме во другите, да имате канцеларии конечно во другите градови. И тоа дополнително ни отежнува работа. Тоа што се Два случаи. Ние со тие два успешни случаеви сме испратиле порака до јавноста дека тамо каде што сметаме дека има дискриминација, максимално ќе ги користиме сите ресурси наши, човечки, потенцијални, ќе допреме до секој дел на оваа земја, независно дали имаме ресурси или не. Че обидите ќе бидат максимални од наша страна сторени. За што станува збор? Тука не можам да ги најдам. Добро. Ќе ги најдете, добро. Има на 26 март информирате дека комисијата повела постапка по службена должност против психијатриската болница Демир Хисар. Докаде е таа постапка? Заради тоа што барате од Министерството за здравство и од болниците одредени информации да ви достават. Ви доставија ли? Да. Добро. И таа представка е во напредна фаза, обезбедени се сите информации од органот каде што се обративне. По службена должност ни се обрати орган, ни информира и по завршна фаза ќе биде скоро решен на наше задоволство, за да има позитивен импакт за граѓаните.
Затоа, добро, вие ги повикувате надлежните институции, сега говориме за Демир Хисар, да постапат за подобрување на условите во психиатриските болници. Да. Тие започнали да постапуваат добро? Да. Зашто со децени, да? Да, тој проблем, се влече овој проблем. Бевме информирани со години од орган. Ние веднаш по добиената информација покренавме постапка по службена должност. На лице место извршивме увид и ја констатиравме состојбата и дадовме насоки како треба да се реши тој, да се надмине тој проблем. Добро. Мрежата за заштита од дискриминација остро реагираше за предлогот на Собранието Вецко Здравевски да биде именуван за иден комесар со мандат од 5 години во вашата комисија за антидискриминација. Член на лустрацијска комисија, сега го кажувам образложението за белешките кои ги имаат. Не исполнува услови, обвинет во случајот моќник, партиски симпатизер, отворено е изразувал наклонетоста кон ВМРО-ДПМН со зборовите ВМРО-ДПМН е судбина, иднина за татковината и така натам. Но, овие сигурно, оваа представка и оваа остра реакција ја знаете. Зошто се согласивте овој човек да биде член во вашата комисија? Ја не знам каде ние сме се согласиле, меѓутоа... Не се оградивте. Ние не побаравте дека овој член да не биде дел од вашата комисија. Немаме ни законска можност. Мора ли да имате законска можност за да излезете на пресконференција и да кажете јас со ова име не се согласувам? Значи, затоа, за вината што би ја направило или ја направило Собранието, не знам ја колку е издржано комисијата да навлегува во истражување на квалитетот на кандидатот, односно на избраниот. Тоа е клучно. Кои се луѓето кои работат во комисијата? Таму сте председател. Ние воопшто не учествуваме во изборот. Јас бев повикан како граѓанин да го следам процесот. Изборот го прави Комисијата за избор и именување во собрание на нашата држава и апсолутно комисијата е изземена од постапката за избор на член на комисија. Што не е во ред. Во иднина нашата забелешка е гласна и досега и во претходниот период дека ние треба да бидеме вклучени во вакви процеси. Да се слуша и нашиот глас. Ќе бидете ли? Ние се надеваме дека во иднина ќе има собранието разбирање за нас да не вклучува во изборен процес кога Вака ова се партиски членови, знаете, партиски избор. Свесен сте за тоа. А кој е вашиот став за ова лице Вецко Здравевски? Комисијата не може да има став за Вецко Здравевски, ни за било кој. Имате став за дискриминација за толку многу случаи, веќе ги кажав бројките, не може да немате за вашиот член. Ајде, предходно видете во составот што пред само една година, 4 члена, имаш избор за 4 членови. Што се разликуваат тие од Вецко Здравевски? Добро, и што сакате да кажете? Сакаме да кажеме дека тие сега се и тие членови што пред само и тие беа и за нив се креваше гласот. Се разбирам. Добро, како работите тогаш со луѓе за кои сте свесни дека не треба да бидат дел од вашиот тим? Така, јас можам да кажам дека претходните избрани 4 членови на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација многу брзо се вклопија во нашата работа, го фатија редот и се надевам дека и Вецко Здравевски ќе биде еден квалитетен член на комисијата. Не можам да преюдицирам, меѓутоа многу е неблагодарно од председател на комисија, каде што утре Вецко Здравевски ќе биде мој колега, ќе делам предмети со него, да кажам дека Вецко не може или нема да работи. Треба да се кажува. Мора да имате став. Став ние точно ќе ни го изберат. Не. Сервирање на ставови
Вие сега покажавте, говорејќи за вашиот извештај, дека се борите против дискриминација, се борите против тврдите органи, ве цитирам, така да борбата за вашата комисија треба да биде еднакво голема и можеби уште поголема. Вецко Здравевски, како сите останати, ќе учествуваат во работата на комисијата. Тамо се носат одлуките со мнозинство, значи 4 гласа се потребни за донесување на одлука, и брзо ќе свати Вецко дека се работи во комисија која главната цел на нашата работа е еднаквост за сите граѓани. Тоа нас не однесе многу високо на национално и на меѓународно ниво, ни овозможи да бидеме на највисоко можно. Вие знаете што значи лустрациската комисија, што значеше, свесен сте за тоа. Како таков човек ќе работи во комисија за дискриминација. Зборувам самиот ќе си го фати редот и многу е неблагодарно јас. Вие сега гарантирате за него? Ја се надевам дека Вецко Здравевски ќе биде еден квалитетен колега наш. А доколку не биде, доколку сте разочаран од неговата работа? Имаме инструменти. Добро, што значи тоа? Има инструменти и јас како председател можам да ја предложам на комисијата негово разрешување. Меѓутоа, уште Петко нероден име да му ставаме. Не прашувам, јавноста мора да знае. Да. За вашата работа, за... Говорет, јас се надевам дека и тој ќе се вклопи, ќе свати суштината на нашата работа, дека... Имате мисија, имате велите интегритет, и личен, професионален, и заради тоа ве прашувам. Одлуките ќе бидат носени крајно мериторно и, како што кажува законот. Да, добро. Сега во овој момент, после тие 4 гласа, што одлучуваат за или не, секој 5, 6 и 7 во овој момент не одлучува. Сега, во овој момент, ние имаме здраво тело, за кое главната преокупација му е еднаквост и недискриминација. Граѓани во Македонија за нас не постојат битни и небитни, туку постојат само еднакви граѓани. Тоа е нашиот завет и од тоа нема да остапиме ниту милиметар. Ви благодарам што бевте гостин, Лимко Безаровски. Благодарам за можноста што ми ја укажавте. Благодарам што не гледавте, пријатно.